тоа беше колишката Анита Никушева Јованчев, таа разговараше со првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување, господинот Стојанче Ангелов. Нешто што треба многу да го чуваме, тоа се шумите, тоа се планините, тие се нашето белодробие, но и ова го кажам во контекст на тоа дека ќе зборуваме во продолжение за еден од, за жал, најсмртоносните канцери. Станува збор за канцер, за рак на билите дробови, а денешниот ден, 1 август, е денот кога се посветува малку поголемо внимание, всушност за симптомите, за превенцијата, за диагностиката, а потоа нели и за третманот, но и за она најважното кога е во прашање канцерот на били дробови, а тоа е дека раната диагностика спасува живот. На оваа тема со доктор Даниела Поповска, таа е специјалист по онкологија и радиотерапија. Добро утро официјално. Добро утро. Ви благодарам за поканата. Се дискутира на темата и верувам дека вие ќе го кажете во науката одговорот, но сепак праксата ќе биде онаа која што ќе преовладува во точниот одговор на темата. Кои се симптомите со кои што може да се наведе на мнение дека треба да се проверат билите дробови? Најчестите симптоми кога се работи за карцином на бели дробови, не можеме да речеме дека се типични. Тоа се нетипични симптоми кои што може да бидат присутни и кај друга состојба, кај воспаление, кај вирусна, кај бактериска инфекција, затоа може да ги заведе пациентите да не побараат веднаш помош, односно да не се посомневаат дека нешто посериозно се случува. Најчести симптоми, односно повеќе од 40-50% од пациентите кои што имаат диагноза на канцер на бели дробови имаат кашлица, која што може да биде и сува или продуктивна кашлица. Крвав искашлок исто така е многу честа презентација на белодробната малигна болест. Тешко дишење, отежнато дишење, промена во гласот, која што пак се поврзува од друга страна и со презентацијата, односно местоположбата на туморот, меѓутоа и со тоа дека најголем дел од пациентите кои што имаат белодробен карцином се пушачи, значи па така да и може би подолг период имаат променет глас кој што се должи на пушењето, исто така да ги завезде во препознавањето на симптомите. Други исто така, па ќе речам нетипични симптоми се слабост, малаксалост, замор, кој што трае долго, покачена температура која што знае да се јави на одредени интервали, да речам да не трае во текот на целиот ден, препотување, ноќно потење, значи исто така може да биде симптом на презентација, која што односно треба да ги наведе дека можеби нешто се случува, односно да се јават на лекар. Исто така еден од симптомите, освен овие што ги кажав, е загуба нагла на телесна тежина, и тоа пад во телесната тежина, да речам повеќе од 10%, односно повеќе од 5 килограми од 10, забележителна, така. Добро, кога е во прашање диагностиката, симптомите, тие се дел од симптомите, диагностиката, тука малку постојано зборуваме дека раната диагностика ќе спаси живот. Тука малку веројатно е еден предизвик за вас докторите, токму таа диагностика. Видете, значи првото оружје кое што треба да го имаме ние како популација, па потоа зборам ние како доктори и онколози, е превенцијата. Прво секогаш треба да зборуваме за превенцијата и за скринингот. Во одреден дел од малигните заболувања постои можност за скрининг и постои можност за рана превенција, да речам. Односно скринингот би се однесувал на рана детекција на заболувањата. Превенцијата пред се однесува на тоа да ги знаеме ризик факторите и како да можеме ние да влијаеме на ризик факторите, да ги намалиме и на тој начин да го зачуваме нашето здравје. Како што рековте, треба да ги зачуваме. Треба да внимаваме на многу работи, треба да сме одговорни не само кон природата и кон себе. Како би биле одговорни кон себе ако влијаеме на превенција, односно знаејќи ги ризик факторите, да ги намалиме. Кои се ризик фактори за белодробен карцином? Значи прво нешто е пушењето. Се знае дека 90% директно населението го 90% од пациентите кои што имаат, морам да ги кажам и сакам да ги кажам овие бројки, 85 до 90% од пациентите кои што имаат карцином на бели дробови се пушачи
или биле претходно пушачи во последните 10 до 15 години. Второ, секако многу битна е физичката активност, зборувајќи како превенција за било кое малигно заболување. Значи, исхраната, алкохолот, тоа е она што го зборам, вниманието и љубовта кон себе, вниманието на себе. Пред се тука прво да работиме, односно во намалување на ризиците. Потоа следи раната диагностика или тоа е скринингот. Во Македонија не постои скрининг и во многу други земји се уште не постои јасно утврден скрининг за канцер на бели дробови. А доколку би постоел, тоа би било што би била рентген снимка? Не рентген снимка, се вели нискодозна компјутерска томографија. Според препораките кои што постојат, особено во високо развиените земји, се прави скрининг кој вклучува нискодозна компјутерска томографија. Што значи тоа? Значи помало дозно оптоварување во снимањето, односно да кажам помалку зрачење, меѓутоа сепак со голем степен на детекција доколку нешто се случува. Програмите кои што и земјите кои што имаат скрининги вклучуваат популацијата од 50 години до 74 или 80. Тоа ќе ве прашав ризик група дали постои. Таа е најризичната, меѓутоа долгогодишни и пушачи пред се. Тие би биле оние кои што се најризичните, затоа повторно така и почнав да ви одговарам на прашањето. Значи над 50 години најчесто се и мажи кои што се заболени од канцер на бели дробови, меѓутоа исто така во последно време се повеќе млади има и повеќе жени, затоа што пушењето станува масовна феномен, да речам, не станува од секогаш и било. Да, од секогаш било, знаат и повозрасните да кажат дека тоа е некој култ кај нас. Видете, ние секогаш правиме многу работи за кои што знаеме да правиме многу работи за кои што знаеме дека може да бидат многу штетни за нашето здравје, а сепак ги правиме и најверојатно тоа ни е некој прифатен ризик или пак ние мислиме дека нас нема нешто да ни се случи. Меѓутоа веројатно на второто се случува, знаете, многу често се случува. За кога сме кај диагностиката, сакам нешто да ве прашам, затоа што многу често се јавува како недоумица кај луѓето и веројатно недоумицата се јавува поради тоа што многу луѓе се слушаат и знаете како велат 10 мајки килаво дете. Да, и сега еден ќе каже дека за да се диагностицира треба да се земе пункција, друг ќе рече никако не смее да се чепка ткивото, затоа што може пак да се разгради, да направи проблем и така натаму. Кој да се слуша? Значи, вака, добро е кога зборуваме за ова и би требало повеќе да зборуваме. Значи, постојат митови кои што треба ние како стручни лица нели да ги разрешиме. Не можеме ние да лекуваме правилно било која болест без да имаме правилна диагноза. За да имаме правилна диагноза ни треба соодветна диагностика, односно алатки за диагностика. Првото нешто е сликовната, она што рековте, почнувајќи од рентген која што не е прифатлива, односно ни треба 3D најмалку, тоа значи компјутерска томографија или скен во поново време кој што има малку поголема сензитивност, да речеме. За тоа посебно ќе ве прашав исто, да. И потоа откако ќе се направи комплетен стейджинг, викаме ние, односно проценка на раширеноста на болеста или да дадеме клиничка проценка за стадиумот, тогаш спрема сликовната диагностика, гледаме од каде би било најсоодветно да се земе материјал. И мора да се земе материјал за ние да имаме точно име и презиме на болеста и да се направат дополнителни испитувања кои што многу ќе ни помогнат во начинот на лекување на пациентот и да знаеме со што се соочуваме. Тие ќе бидат веројатно во степенот во кој што е развиена. Стадиумот, да. Се извинам, стадиумот, да. И сега, дали тоа значи врз основа на стадиумот, до каде е развојот на болеста, колку има зафатено, дали тоа значи дека не е се операбилно? Точно така. Затоа ни е потребна прво сликовната диагностика, значи компјутерот,
прво како алатка која што ни е достапна PET-скенот, еве го спомнав, можеби ќе зборуваме и подоцна. Значи прво тоа ни треба за да видиме точно каде, а потоа да направиме. Меѓутоа, од сликовната дијагностика ние ќе видиме дали е само во белите дробови, дали има присутни локална болест, односно тоа се однесува на жлезди кои што би биле најверојатно изменети од болеста, дали има зафатени други органи надвор од белите дробови. Сето тоа ни го дава стадиумот на болеста. Ако е во белите дробови, значи можеби е од прв до трет стадиум, зависно од тоа кои од жлездите во средноградието, односно во медиастинумот се зафатени, а од тоа ни зависи и операбилноста. Значи, не секој пациент со белодробен карцином, кој што има локална болест или регионална болест, значи во белите дробови во средноградието, може да се оперира. Значи, лимфните и големината на туморот има улога во таа проценка и зафатеноста на лимфните јазли. PET-скенот го споменавме, ајде сега да направиме една дистинкција помеѓу рентгенот и PET-скенот. Исто кога сме кај митови, кај тоа дека секој нели си дава свое мислење, рентгенот зрачи и доволно е, ова велам како што е пренесено, доволно е да се направи еднаш, или на одреден временски период не смее два пати, а PET-скенот можете да го направите безполезно повеќе пати. Објаснете ни зашто станува збор. Митови и реалност. Значи, сега ме прашувате споредете рентген со PET-скен, тоа е исто како да ви споредам 101 или Југо од 80-тите години со Мерцедес од оваа година производство. Што значи тоа? Спомнав можеби пред малку, степен на секоја од оние алатки ние кои што ги користиме за дијагноза имаат степен на сензитивност и специфичност. Најниска сензитивност и специфичност има рентгенот, зашто тоа е дводимензионална метода. Не може се да се види јасно, може да постои преклопување, затоа што само во два правци е и може многу лесно некои работи да се превидат, односно да не се детектираат. Да се занимарат. Компјутерската томографија ни е степен чекор во дијагностиката, ако споредуваме со рентген дијагностика, со 2D дијагностиката, тоа е тродимензионална, а PET-скенот имаме спој, компјутерската томографија ја дава морфологијата во 3 димензии, додека PET-скенот не само што ни ја дава морфологијата на телото, туку дава и е функционален. Што значи тоа? Дава каде има најверојатно можност за промени во телото, односно детекција на забрзан метаболизам кој што е асоциран обично кај малигно заболување. А во делот на зрачење? Во делот на зрачењето, така, што е разликата? 2D само има јонизирачки зраци, додека ако зборуваме или сега споредуваме со PET-скенот, тука користиме и тоа е радионуклеотидна метода, односно радионуклеарна метода, се извинувам, во кој што се користи значи радионуклеотид венски аплициран кај пациентите, кој што има мал опсек на зрачење, значи многу краток опсек на зрачење во телото, се измокрува за краток период, се изфрла од организмот и нема долготрајни последици во однос на организмот на пациентот. Што се однесува до 2D дијагностиката, исто и таа, постои мит дека сето тоа е премногу зрачење. Значи, а кога нас ни е потребна дијагностиката, ние би можеле да имаме само бенефит кај пациентот. Го калкулираме дека тоа е минимален ризик, односно речиси непостоечки, за да во однос на здравјето на пациентот. Споменавме дека не се е операбилно. Во делот на третманот, тука морам веднаш да ве прашам, многу често наоѓам како на одговор на тоа дека рак на белите дробови е настанат поради заборавен останат бронхит, недоволно испиени антибиотици и со годините стоело и ете преминало во рак на белите дробови. Колку тоа е вистина и во третманот
Како се приоѓа со антибиотска терапија, се приоѓа во прва линија или како се приоѓа? Значи, ајде прво ќе ги митовите, ќе ги да расчистиме, односно вистината во однос на тоа дали е тоа хронична застоена инфекција или недоволно лекувана со антибиотици. Значи, не постои апсолутна директна поврзаност на инфекција, директна поврзаност на некој од причинителите бактерии или вируси со ракот, иако индиректно може да постои асоциација ако се работи за хронична белодробна болест, која што пак од друга страна може да биде некој хроничен бронхит. Меѓутоа, тоа е индиректно, значи истото е во генезата, во патогенезата и на ракот, зашто настанува од пушењето. Секоја хронична, долгогодишна иритација прави можност малигно да се променат клетките каде што има хронична иритација во белите дробови и да премине во карцином. Меѓутоа, нормални, редовни настинки кои што ние во текот на животот ги стекнуваме, или неколку во годината, или кои што секако се од милнив карактер, не може да бидат директно асоцирани со појава на карцином на бели дробови. Хронично заболување, идиопатска белодробна фиброза, односно хроничен бронхит од пушење, повеќе е директен ризик фактор за развој на малигно заболување на белите дробови. Што се верувам дека вие често го слушате тоа и во секојдневната комуникација со пациентите. Генерално, кога веќе ќе дојде пациент со дијагноза на карцином на бели дробови, од старт одма си кажуваат дека се пушачи, веќе се свесни дека најголемиот ризик фактор кој што довел до карциномот е пушењето. Видете, постојат и пациенти кои што никогаш не биле пушачи, а имаат рак на бели дробови. Нема правила. И најчесто се тоа жени, тоа обично се асоцира со одреден подтип на карцином на бели дробови, кој што по друга страна се има една светла точка дека можеби ќе има некаква можност за индивидуализиран пристап во лекување. И сега кога сме кај лекувањето, спомнавте? Кај лекувањето, ги споминавме антибиотиците. Зошто тие се даваат во прва линија? Не се во прва линија. Не се даваат во прва линија при лекување на карцином на бели дробови, кога зборуваме за онколошки пристап. Во прва линија, односно лекувањето и третменот зависи од стадиумот на болеста. Доколку е трет стадиум или третија, односно помалку од N2 нодална болест, ние викаме клинички, или во некои случаи може и со N2 нодална болест, во тој случај може да станува збор за операбилно третирање. Се повеќе од тоа е хирушки неоперабилно, односно хирушки не може да се третира. Во некои случаи првичниот пристап ни е радиохемотерапија, значи комбинирана зрачна терапија со хемотерапија, или пак прво почнуваме со хемотерапија, па потоа одиме со радиотерапија. Зборувам за ограничена болест, односно клинички трет стадиум, трети Б стадиум на болест. Кога се работи за четврти стадиум на болест, тогаш веќе сметаме дека тоа е расширена болест или најмалку е зафатена плеврата. Во тој случај хемотерапијата е избор доколку пациентот нема некоја драйвер мутација, она што го зборува светлата точка во пристапот во лекувањето кај пациентите со белодробен карцином. Односно, многу сме пак на некој начин среќни дека во последните години многу се развива науката во поглед на третман на белодробниот карцином. Кога имаме поставена дијагноза, која што секако мора да биде со биопсија, значи да имаме материјал кој што ќе докаже кој е типот, прво нешто што правиме секогаш се молекуларни исследувања, дополнителни, да бараме таква драйвер, односно носечка, водечка мутација која што можеме да ја лекуваме со индивидуализиран пристап, со биолошка терапија која што има огромен успех. Се надеваме дека развојот на медицината ќе допринесе паралелно со одговорноста на граѓаните, нели, на намалување на таа висока стапка на смртност, конкретно кога бројките секогаш што ги дискутиравме пред да почне емисијата, тоа е светска статистика, значи бројките се огромни, над 2,5 милиони луѓе заболуваат од карцином на бели дробови годишно. Некои податоци се дека и секоја втора минута починува некој пациент од канцер на бели дробови. Значи над 1,5 милион пациенти годишно умираат од канцер на бели дробови.
дробови. Не само што е најчест и е најсмртоносен и кај мажите, најчест е кај мажите, меѓутоа е најсмртоносен и кај машката и кај женската популација. Она што ние можеме да го направиме, прво, нели да влијаеме на намалување на ризик факторите, тоа е она што го зборувам. Најмногу во превенцијата, таму каде што и ние сите можеме да влијаеме, раната детекција е таа која што уште не е дискутабилна затоа што ниту во светот секаде нема воспоставен скрининг, меѓутоа ако знаеме дека иматичните доктори би требало да обрнат внимание, ако знаат дека имаат пациент кој што е долгогодишен пушач, кој што пуши повеќе од 20 кутии годишно во текот на 20 години или по 2 дневно во текот на 10 години, значи затоа секогаш се прават анамнези, затоа ги спрашуваме пациентите за да откриеме не само по бројот на цигари во денот, туку и кои се дополнителни ризик фактори, дали во семејството има некој исто така со карцином на дробови кој што може да е ризик фактор, дали се пасивни пушачи, сето тоа ние можеме да го детектираме и таму да одредиме на група која што можеме, ако не на компјутер, нели нискодозен, барем на рентген да ги пратиме, односно матичните да ги пратат. Сакав да го завршиме разговорот со оглед на тоа дека со типот на пациенти со кои што се очувате секојдневно е голем предизвик за вас. Од една страна големо вложување да помогнете на секаков можен начин, но и во делот кога веројатно гледате дека не можете повеќе ни да помогнете, која е силата, која е енергијата која што пред се прво си ја давате на себе, а потоа ја пренесувате на пациентите? Знаете, секогаш се ставам од другата страна. Секогаш сакам да се ставам како име на луѓето од другата. Сочувствувам со пациентите и се трудам се она што знае медицината, се она што ние како доктори во текот на нашата едукација сме го стекнале, сме го научиле, сме го осознале или како искуство да го примениме за да им помогнеме на пациентите. Пациентите со рак на бели дробови, со канцер на бели дробови се едни од најтешките. И не само за третман, и со самата презентација доаѓаат во веќе најчесто во доцен стадиум со многу симптоми. Во сечија приказна, односно во сечија диагноза и во сечија приказна не само како доктори и како луѓе, така да навистина знае да биде исцрпувачки и секогаш кога имаме резултати, ние се радуваме заедно со пациентот. Тоа ни е она што ни е драйверот на нас, или она што не води да помогнеме најмногу што можеме и најдобро што знаеме. Ви благодарам, докторке. Ви благодарам и на вас. Тоа беше доктор Даниела Поповска, таа е специјалист по онкологија и радиотерапија. Со неа разговаравме за денешниот ден, светскиот ден, кој што потсетува колку е важна превенцијата во борбата со ракот на белите дробови.